Човечкиот мозок не може да ја свати негацијата. Да, тоа е точно. А еве и пример. Следното нешто што ќе ти го кажам, пробај да не го замислиш. Не мисли на слон. Гледаш? Сепак невозможно е на човековиот мозок да му кажеш да не направи нешто, бидејќи всушност на тој начин го појачуваме тоа што не сакаме да го направи. Така работи возрастниот мозок, а на ист начин работи и детскиот мозок. Кога им кажуваме немој да јадеш насекаде, всушност мозокот посилно ги тера да го прават тоа. Затоа, наместо немој да јадеш насекаде, следниот пат кажи: те молам, седни да јадеш на столчето кај масата. Наместо немој, кажуваме потврдна реченица или афирмација со нештото што сакаме да го направи за да го постигнеме истото. Пробај да го водиш твоето дете со потврдни реченици, така почесто ќе постигнуваш резултати. А тука, под ова видео, напиши ми во коментар кои се најчестите реченици во форма на негација со немој или не, кои што ги употребуваш во комуникација со своето дете, па заедно да ги преобразиме во афирмации.